Добро дојдовте во Актуелна Тера. Еве ги вестите на денот. Две странски возила се судрија кај Жабени. Унгарски параглайдерист се урна кај Крушево и заврши на клиниката во Битола. Исламската држава нема никаква врска со исламот, вели муфтијата Велију за Тера. Како ќе се инвестира во водостопанството? Две лица се убиени во синоќешното пукање во Охрид. Инцидентот се случил нешто пред полноќ на летната тераса на угостителскиот објект Император. Убиени се сопственикот на објектот Васил Ристевски и 38 годишниот Ромео Ѓузеловски. Двајцата осумничени влегле во објектот и по жестока расправија со Ромео, едниот од нив извадил пиштол, кој го поседувал без дозвола и испукал неколку куршуми. Полицијата веќе уапси едно 30-годишно лице од Охрид, кое е осумничено дека учествувало во расправијата, а уште едно за кое МВР верува дека е директниот извршител на убиството е се уште во бегство. Убиениот Ристевски на локалните избори беше и кандидат за градоначалник на Охрид. Од Охридската полиција соопштија дека осумничениот веќе и е познат на полицијата како сторител и на други кривични дела. Ова е второ двојно убиство кое го потресе Охридскиот регион месецов. Во икот на туристичката сезона прво се случи двојното убиство во Вевчани, а синоќа последното во Охрид. Две странски возила се судрија кај Жабени. Синоќа нешто после 22 часот се случи сообраќајна незгода на патот кон државната граница со Грција. На раскрсницата која води за селата Жабени и Егри дошло до судир на двете возила. Била повикана и екипа на службата за итна медицинска помош, но повредени нема. Оние кои во тој период сообраќале на патот кон Битола и обратно, велат дека 20 на минути сообраќајот бил во прекин. Според полицијата се судрија две возила со странски регистарски таблички, едното со грчки, а другото со холандски. Денеска полицијата ќе поднесе пријава против еден од учесниците. Тешка кражба во Ресенско. Вчера во селото Козјак Ресенско во куќа собственост на лицето со иницијали АМ, непознат сторител извршил тешка кражба, при што одзел разновиден златен накет, 5000 шведски круни, 19500 дански круни, 20 австралиски долари, 200 американски долари, 20 канадски долари и 900 евра. Тешката кражба сторителот ја извршил на тој начин што со употреба на подесен алат делувал на прозорецот од куќата, влегол внатре и во неколку простории ги пронашол и одзел горе наведените предмети. Пошто го напуштил местото на настанот, се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителот. Унгарски параглайдерист падна кај Крушево. Вчера околу 12:30 во Крушево, во атарот на селото Острилци, 33 годишно лице од Унгарија летал со параглайдер, при што изгубил контрола и паднал. Истиот е пренесен на клиничкиот центар во Битола с докажување на лекарска помош, каде што му се констатирани тешки телесни повреди. Управата за водостопанство ќе изработи 10-годишен акционен план. Со него е предвидена изградба на големи брани, мали акумулации, рехабилитација и санација на постоечката инфраструктура. Маја Богоевска. Денес во Битола се одржа регионална расправа за 10-годишниот акционен план и инвестиции во водостопанството, организирана од Управата за водостопанство на Македонија. Градба на големи брани, изградба на мали акумулации, рехабилитација, санација на постоечката инфраструктура. Инвестирањето е предвидено и финансиски колку би коштало тоа, меѓутоа тоа сигурно дека ќе биде и флексибилен акционен план кој може и во иднина и да се измени. Денесната јавна расправа која што планираме да продолжи во другите региони, имавме и централна една јавна расправа, овој акционен план е поминат од Комитетот за наводнување и одводнување. Во расправата учествуваа водостопанските претпријатија од градовите од регионот, како и јавното претпријатие Стрежево, кое е корисник на средства од оваа програма. Од 2014 година негде со сума од околу 80 милиони денари во насока на поддршка на нашите активности за реализација на нашите планови, и тоа во делот на изградба на нови капацитети, меѓутоа и реконструкција на постоечките. Конкретно 80 милиони денари оваа година планираме да потрошиме за набавка на материјал, цевки и друга опрема за цевоводите, меѓутоа и негде околу 30 милиони за смена на системот за динамичка регулација. Вкупно, значи, негде 80 милиони со нивна помош и негде околу 15 милиони сопствени пари. Според директорот на Управата за водостопанство, инвестирањето во водостопанството е важен аспект и затоа планираат секоја година да го зголемуваат наводнувањето на површините, квалитетно производство на земјоделски производи, помали загуби на вода и сите корисници навремено да бидат снабдени со чиста и квалитетна вода.
Заводот Кочорацин во Битола ја прошири својата дејност така што 8 деца со оштетен слух и говор ќе може да згрижува и деца со други проблеми во развојот. Весна Шеровска. По повеќе од денно и пол годишна припрема, Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух Кочорацин Битола изврши измена и дополнување на стариот статут. По добиената согласност за новиот статут од страна на надлежното министерство, Заводот направи пререгистрација. Со започнувањето на новата учебна 2014-2015 година во Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух настанаа повеќе промени. Една од најначалната промена е проширување на неговата дејност и со тоа станаа општествено покорисна установа. Порано Заводот го носеше името Завод за рехабилитација на деца со оштетен слух, а сега со проширувањето на дејноста го носи називот Завод за рехабилитација на деца со оштетен слух, говор, глас и други проблеми во развојот. Согласно новиот статут, прифаќањето на децата во Заводот започнува од 3-годишна возраст. Рехабилитационо-воспитно-образовната работа во Заводот се организира и реализира за деца ученици со проблеми во телесниот, сензорен или моторен развој и за деца ученици со проблеми во психичкиот развој. Првиот оддел е поврзан со клиничкиот дел од нашата работа. Тоа е оддел за аудиорехабилитација, логотерапија и психосоцијална рехабилитација за деца до основно образование. Како новина во новата учебна година се јавува вториот оддел, тој носи име подготвителен оддел за деца. Значи за деца од 3 до 6 годишна возраст. Говориме за деца бидејќи статус ученик се стекнува после запишувањето во прво одделение. Се намалува хронолошката возраст на опфат на учениците кои имат потреба од услуги на нашиот завод. Во овај оддел, додава Насевски, ќе се врши припрема на одделен број на деца за инклузивно образование во редовниот воспитно-образовен систем. Значи тука ќе се рехабилитират и оспособуваат онаму каде што ќе се постигне добар резултат со нашето работење и децата имат одредени способности кои можат да одат и да го пратат редовен воспитно-образовен систем, ќе ги насочуваме во истиот, а по тешките случаеви остануваат овде и тие деца ќе стекнат статус ученик во Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух, говор, глас и други проблеми во развојот. Опфатот на децата учениците во Заводот бил екстерен, полудневен, екстерен дневен или со продолжен престој и интернатски, вели Насевски. Во вториот уписен рок слободни места во Долната гимназија, Земјоделското, Медицинското и Техничкото училиште. Уписите се в понеделник. Во 4 средни училишта во Битола има слободни места за идните средношколци. Во јунскиот рок биле пополнети сите предвидени места во гимназијата Јосип Броз Тито, Економското и Музичкото училиште, вели Снежана Петровска, советник за образование во општина Битола. Додава дека и годинава кај учениците најголем интерес предизвикува гимназиското образование и покрај апелот кој што беше упатен од страна на Министерството за образование пред јунскиот уписен рок да се избира стручно образование поради барањата на компаниите да вработуваат веќе обучен стручен кадар кој може да одговори на предизвикот на брзиот развој на технологијата. Вториот августовски уписен рок ќе се одржи на 25 август, наместо првичната најава од Министерството за образование да биде на 21 август. Значи сите оние 8 одделенци кои што не успеа да се запишат во јунскиот уписен рок, тоа ќе можат да го направат на 25 август, а резултатите од уписот ќе бидат објавени на 26 август. Оние ученици кои поради било кои причини нема да се запишат и во овај уписен рок, тоа ќе имаат можност да го направат до крајот на август во продолжениот рок. Се разбира доколку остане непополнет бројот на предвидените слободни места. Во Македонија од 2008 година средното образование е задолжително, а за оние родители чии деца нема да се запишат, казната изнесува 1000 евра. Еве што ќе гледате во продолжението на Актуел. Исламската држава нема никаква врска со исламот, вели муфтијата Велију Затера. И за други теми покусата пауза, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Дали листеријата ја промени секојдневната исхрана? Да, без сувомеснати производи.
Внимателно се избира храната? Не. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Во вооружена престрелка две лица се убиени се случила во гостителскиот објект Император на излезот од Охрид, каде напаѓачот заради нерасчистени сметки губил газдата на локалот и уште едно лице. Синоќа после 22 часот се случи сообраќајна незгода на патот кон државната граница со Грција на раскрсницата која води за селата Жабени и Егри. Се судриле две возила. 5 земјотреси биле регистрирани во Грција, од кои најсилниот со јачина од 5,1 според Рихтер. Тие се случиле на Халкидики во Солуна, епицентарот бил на длабочина од 10 километри. Мавара нема надлежност да прави контрола на џамиите, предпоставам дека поглаварот на ИВАЗ излегува со спектакуларни најави и изјави во контекст на некој евентуален негов реизбор, изјави министерката Јанкуловска. Прогласена епидемија на жолтица од Штип, бројот на хоспитализирани на инфективното одделение постојано расте. Во моментот од хепатитот А во Штипската болница се лекуваат 19 лица. Најмалку 27 лица загинале во автобуска несреќа во Египет, рано утрово се судриле 2 автобуси, десетици други биле повредени, а меѓу нив и руски државјани. Каква е состојбата во Македонија со опасноста од исламскиот радикализам? Муфтијата Плуми во интервју за Тера вели дека исламската држава нема никаква врска со исламот. Во Битола според него нема никакви појави кои можат да го нарушат мирот и благосостојбата во градот. Со него разговараше Маја Богоевска. Господине Велију, денес бе актуелна темата припадници на исламската заедница Македонија и војувањето во Сирија и Ирак. Неодамна ИВАЗ повика на МВР да интервенира во џамиите, бидејќи имате сознание дека има лица кои што врбуваат членови на исламската заедница, кои ги носат да се борат во Сирија и Ирак. Точно е дека последните денови веќе многу е актуелна ситуацијата во општата ситуација во светот, која дефинитивно значи има и големо влијание во нашата држава, поготово во регионот. Меѓутоа, јас заради волја на вистината и заради тоа што граѓаните на Република Македонија имаат право да ја знаат вистината и да ја знаат што се случува, морам да кажам дека во моментот во Република Македонија има неколку само маргинални групи и изолирани поединци кои не можат да функционираат и да ја постигнат својата цел. Меѓутоа тоа не мора да значи дека истото не може да се разгори утре, значи веќе утре. Што се однесува до борбата на исламската верска заедница во Република Македонија, јас морам да кажам дека исламската заедница во Република Македонија последните 15-20 години е единствената институција која се бори против ова девијантна појава, која денес ние ја сметаме како незначителна, како неопасна, меѓутоа може преку ноќ да биде опасна, односно веднаш уште после завршувањето на војната во Босна и Херцеговина. И сега имаме ситуација кога Македонија во регионот е најбезбедната земја и најсигурната земја по овој поглед. Зошто? Затоа што перманентно единствено исламската верска заедница со нејзините некаде повеќе околу 8.000 секојдневни активисти, почнувајќи од одборите на џамиските одбори, од муезините, од имамите, од предавачите, ваизите, професорите во средните училишта, професорите на факултетот, перманентно се борат против ова девијантна појава, што не е случај во Босна и Херцеговина, не е случај во Косово, додека
тамошните министерства за внатрешни работи и тајни служби се бореа за искоренување на ваквите појави, тамошните исламски верски заедници остануваа индиферентни, индолентни, едноставно незаинтересирани. Додека кај нас во Република Македонија е сосема обратното. Значи, исламската заедница е единствена која се бори, додека државните институции, Министерството за внатрешни работи и другите служби останувале индиферентни, индолентни. По прв пат во последниот век се случува менување на граници на државите. Значи, ненавременото интервенирање дозволи сега да имаме во светот една нова држава која се нарекува исламска држава, значи така наречена, затоа што таа држава, таа формација нема никаква врска со исламот, работи на штета на исламот и на штета на муслиманите. Ако може да коментирате за изјавата на министерката Јанкуловска, бидејќи рече дека тие не можат да имаат контрола врз ние, она што вчера го изјави господјата министер за внатрешни работи Јанкуловска, а и претходно неколку изјави на разноразни политички аналитичари или разузнавачи дека нема да дозволиме исламската заедница да ни ја спасува државата е крајно неморално, цинично и лицемерно. Заради интересот на државата се тие повици и сето тоа да се пренебегне и да се кажи дека Сулейман Реджепи прави помпезни изјави или спектакуларни изјави заради некој негов реизбор или ново позиционирање. Мене ми е жал што господјата министер Јанкуловска изгледа не е упатена, требало да биде упатена, дека во исламската заедница уште пред 10 години и повеќе имаше промени на уставот на исламска верска заедница и функцијата председател на исламска верска заедница не оди на реизбор, туку е доживотна, така да Сулейман Реджепи, ако Господ му даде здравје, ќе биде поглавар на исламска заедница додека е жив. Нормално, се додека работи правилно и врз основа на уставот, статусот и нормативните акти на исламската верска заедница. Така да Сулейман Реджепи во исламската заедница го постигнал максимумот, односно највисоката функција Реисул улема, поглавар, што значи дека нема никакви други аспирации. Меѓутоа тоа нека остане за понатаму. Што е нашиот повик? Зошто исламската заедница повикува на интересот на државата, вклучување на сите државни институции, без разлика дали се работи за МВР, се работи за некои други служби или воопшто владата, затоа што точно кажа господјата министерка дека нема право, значи да се меша, да контролира во џамиите. Да, меѓутоа има обврска законска да обезбеди значи мирен, сигурен живот на секој еден граѓанин на Република Македонија, има законска обврска на сите институции на Република Македонија, како и верските заедници, во конкретниот случај исламската верска заедница, да ја овозможи несметано и непречено одвивање на верските активности и своите работни задачи. Ние имаме повеќе од 100 писмени пријави и барања до Министерството за внатрешни работи за интервенции во разноразни случаеви, каде што се именувани лица и поединци со име и презиме. Имаме повеќе од 100 медиумски настапи, каде што сме се обидувале да ги представиме и на граѓаните на Република Македонија вистинските случувања. И често пати сме кажале дека во случај ако нешто се случи, што не би го посакувале да се случи, дека исламската заедница нема да сноси никаква одговорност. МВР точно знае кои се тие лица, како функционираат тие лица, од каде земаат пари, од кои сметки им доаѓаат пари. Значи МВР се многу повеќе информирани од нас во овој случај, меѓутоа зошто не преземаат мерки, тоа е сепак нивна работа. Од Република Грција секојдневно ни доаѓаат разноразни луѓе кои ние ги нарекуваме емигранти, вакви, такви или не знам кој, меѓутоа никој од нас не знае што тие кријат во себе, која е нивната мисија. Значи доаѓаат од секаде,
А единствена институција која се бори против нив е Исламската верска заедница. Во Битола нема такви појави. Имало мали обиди за инфилтрирање или поголеми обиди за инфилтрирање на такви екстремни структури, меѓутоа благодарение на припадниците на исламот на Битола, значи огромна благодарност до припадниците на исламот, до муслиманите на Битола, голема благодарност до мојата екипа, значи вработените во муфтиството на Исламска верска заедница, преди се моите имами, односно оџи, кои во ниту еден момент не дозволија инфилтрирање на такви структури во рамките на битолските џамии, во рамките на семејствата на муслиманите. Така да битолчани треба да го знаат ова, дека заедно ќе се бориме против секаква девијантна појава и против секој обид да се наруши мирот и благосостојбата во нашиот град. Со новиот предлог закон кој го усвои владата на вчерашната седница предвидени се затворски казни за учество во странски војски, паравојни формации, параполициски формации и полиција. Министерката за внатрешни работи истакна дека новите измени во законот кои ќе бидат доставени до собранието се во насока на јакнење на системот на националната безбедност, како и во борбата против глобалните закани, особено тероризмот. Со новите законски измени јасно е прецизирано дека тој што ќе создава и организира превоз, опремување и обучување на лица или група ќе биде казнет со најмалку 5 години затвор. Исто таква казна е предвидена за оној кој ќе нуди, бара, дава, прибира фондови или финансиски средства за овие цели. Со најмалку 4 години затвор ќе бидат казнети оние кои ќе учествуваат или ќе се обучуваат за воено действување надвор од Македонија. Најмалку 4 години затвор новиот закон предвидува и за лицата кои собираат, организираат преку социјалните мрежи снимки, аудио или видео на кои повикуваат или врбуваат лица за учество во овие формации. Со закон ќе биде казниво помагањето и обидот за овие дела. Јанкуловска потенцираше дека во законот нема да бидат офатени лица кои имаат државјанство од тие земји и лица кои учествуваат во меѓународно признати мисии. Брехтовата мисла уметноста не е огледало на кое се гледа реалноста, туку чекан со кој треба да се обликува е мотото на годинашното 9-то издание на фестивалот на современи уметности Акто, кој почнува денеска во Битола. Зова во Актуел со Филип Јовановски, уметнички директор. Добре дојде во Актуел на телевизија. Добро. Право да полемизираме малку за Брехт, зошто уметноста и чеканот нешто фино и нешто многу грубо. Да. Како мото го одбравте нели за овој фестивал? Да, како самото мото извадок од тоа што го вика Брехт, што го викал, дека уметноста треба да биде чекан, со кој што ќе го обликува општеството, а не нејзино огледало и рефлексија. И на тој начин, уствари, преку таа тема сакаме и преку програмата да го преиспитаме тој однос на врската помеѓу уметноста и општеството. Која е таа врска, докаде може да влие уметноста на општеството, докаде како може да го обликува на некој начин, бидејќи Понекогаш е потребна и сила заради чеканот. Па само сила, уметноста мора да има сила. Ако нема сила, тоа што е бенигна уметност. Уметност ќе се изразам со старомодни термини, али ајде од времето на буржујска уметност, некоја уметност која што само представува, декорира нешто, не уметност која што реално одговара на потребите на контекстот на општеството и ги обликува некако во чекор со потребите и на граѓаните и на некаков социјален контекст, и на тој начин се обидуваме со самата постапка, програма и да се обидеме да го приспитаме тој однос, кој што и за мене лично е важен и за 9 години се обидувате нели да го преиспитате тој однос? Успевате? Па ќе видиме да коригирате нешто во општеството, бидејќи таа ви е целта и намерата. Дали успеваме? Не знам колку еден фестивал може да го промени светот или да промени многу состојби, но може, и јас верувам во тоа и мислам дека во тоа успеваме до негде, да собереме некоја критична маса на луѓе кои што критично ќе стават се по знак прашање, ќе ги преиспитаат некои состојби во општеството, културата, и на тој начин ќе ги туркаат работите напред, бидејќи мислам дека е бесмислена она култура која што ги прави работи да стојат во место некаде на средина, под некоја средина. Бројот на таа критична маса од година во година, од фестивал во фестивал, односно помеѓу два фестивали се зголемува или се намалува? Па не знам, но можам да кажам. Добро ако се намалува, бидејќи тоа ќе биде одраз дека реалноста ни е одлична.
Па не знам, но можем да кажем дека некако акто конкретно си дефинира своја публика и на луѓе кои што гравитираат околу фестивалот и луѓе кои што не се само од локалниот контекст од Битола. И тој на некој начин кажува дека таа идеја за децентрализација на културата има смисла, можеби некако во некој помал круг на луѓе, но ето, можеби успеваме тоа што викаш да. Ги носите скопјани со воз, повелите качете се до Битола да гледате што е уметност. Не само скопјани и не Добро, попатно застанува возот, нели, повели си во Битола. Таа е врската. Ако е патнички, претпоставам дека има многу други помали селски станици. Патнички е и застанува патува долго, мислам колку 3,5 сати, застанува и на помали места. Не ги носиме скопјани, него сакаме да покажеме и така тргна целата идеја за возот дека акто прави култура која што не е само локално поврзана, култура која засега проблеми кои што се и регионални, и европски, не случајно ова година допираме некои теми, особено во дискусиите кои што го третираат и регионот и Европа, особено социјално-политичкиот, културниот. И на тој начин и ние се позиционираме, односно се преиспитуваме каде сме во целата таа целина, така што во таа смисла мислам дека приказнати и конкретни со возот е да покажеме дека таа демократија, таа динамика на културата, таа можност да дадеме и на другите, кој, не знам, од некој село, некој помало место каде што поминува возот, да дојде на акто да се врати за без пари и да направиме некоја размена на енергија и се покаже низ овие 9 години дека да сега и пензионерите имаат бесплатно секој втор викенд, па можете, еве, ако токму овој викенд им се погоди да биде тој бесплатниот, да ве посетат. Со тоа што да, иницијативата за возот е потекната од фестивал кој што промовира современа уметност. И не е прв пат, а сега бесплатните од оваа година се, но тоа е друга тема за која не е место за да разговараме. Имате една монтажна галерија, ја носите од Скопје за Битола и сега некои велат кога во оваа убава и чудесна земја, во секој град има еден куп галерии, уметнички места каде што може да се изложува и да се случуваат настани, зашто е потребна, например, една таква уметничка барака. Уметничка барака, добро. Имавме тоа е по-битолски кажано. Да, имавме некои такви критики на Facebook. Да, битна е приказната оваа година за галеријата, мобилна монтажна галерија, таа е во продукција на ЦАД Центарот за современи уметности од Скопје, ја отворивме во април годинава и стационирана во франкофонскиот парк во Скопје, во општина Центар. Приказната не е само метафорична, дека ние си направивме са некој простор кој што ќе биде независен и ќе припаѓа независната културна сцена, но напротив, произведовме физички простор кој што ќе ја вклучува заедницата во креирање и продуцирање на култура на еден сосема послободен, по-неадминистративен начин за разлика од еден куп други што ги викаш простори, галерии кои што постојат низ државата, значи на некој начин ќе покаже дека возможна е флексибилна, не многу скап начин на ангажирање на граѓаните на контекстот во култура и затоа ни беше многу битно да донесеме во Битола, да покажеме дека е мобилна, дека да ја децентрализираме таа култура, да видиме како овој контекст тука ќе се поврзи со галеријата или нема се поврзи, дали има смисла, бидејќи тој суштината на уметноста во принцип, дека се може да се гледа дека е куп од штици, куп од некој масло, платно и некакви рамки, но кога ќе се стави во некој контекст социјален, политички, тогаш тоа добива некаква општествена функција, мислам дека... Затоа и Битола текст си одбирате? Па Битола текст на некој начин е наврзување на... Како купот? Штици... Па не толку повеќе, Битола текст бидејќи таму ќе биде дел од програмата, но пак на тој фон, на таа приказна како почна акто со оживување на напуштени простори, на тој начин сакавме така почна цела приказна на фестивалот, да покажеме дека преку култура може да се оживеат тие простори. И се и во контекст на целата приказна околу... Да. Програмата ја имаат, ја објавивме на нашата веб страница, сите си на социјалните мрежи ќе ја прочитаат во ова интервју само уште за она што прв пат можеби ќе го видиме оваа година, представа во градски автобус. Да, значи имаме, бидејќи програмата е фокусирана околу настани во јавен простор перформанси, имаме представа во автобус, представата Контрола на Теја Беговска се игра за 23 публика, 2 пати ќе се изигра. Значи утре во 8, во 20 часот и во 21:30 публиката се собира пред монтажната галерија и оттаму прави еден круг околу Битола во време трајање од околу сат време. Почнувате вечерва во дворот на на офицерски. Да. Ја отвараме галеријата во Битола, ќе седи неколку дена, 4-5 дени после фестивалот неколку дена. Така што
Благодарам за гостувањето во Актуел. Се гледаме на сите тие интересни моменти и во следна прилика до година повторно ќе разговараме. И српските политичари се поливаат со вода. Чедомир Јовано и председиштето на партијата го стори тоа. Предизвикот во кој луѓето се полеваат со ладна вода е смислен за да се обрне внимание на заболените од амиотрофична латерална склероза, невролошко заболување кое предизвикува атрофија на мускулите, но и да се донираат пари за пронаоѓање лек за оваа болест. Се функционира така што тој што ќе го прифати предизвикот се полева со кофа со ладна вода, а потоа номинира барем уште тројца да го сторат истото во рок од 24 часа. Многу познати личности помогнаа да се прошири свеста за оваа болест. Од балканските политичари ова го направи лидерот на српските либерал-демократи Чедомир Јовановиќ. А во меѓувреме, на социјалните мрежи се појави и фотографија која прави споредба на тоа каков е односот кон водата во Америка и колку е таа важна за жителите на африканскиот континент. Драма во 7-те финални трки синоќа и соборени 3 рекорди на шампионатите на Европското првенство во пливање во Берлин. Денеска не очекуваат нови 5 финални трки. Од Велдром Спорт Арената се јавува Зоран Мишевски. Hay que quitarse el sombrero, acaba de hacer un parcial tremendo y entrega primero. И aquí quién va a ganar, Julia, yo que sé. 25-годишната унгарка Катинка Хосу е главната хероина на вчерашниот четврти надпреварувачки ден на Европското првенство во пливање кој што се одржува во Берлин. Таа најнапред на 200 метри мешано беше златна со резултат 2:08:11, подобро време од сребрената Ими Вилмот и бронзената австрика Лиза Цейсар. Само половина час подоцна таа заедно со данската пливачка Нилсен успеа да го подели златото на 100 метри грбно. Двете низ целта влегоа со резултат 59:63, а на крај Хос успеа да освои и бронзен медал со унгарската штафета 4 пати по 200 метри слободно во фантастична завршница во која што Пелегрини на Италија и донесе злато, минувајќи ја Шведска која што 3,5 измени беше на водечката позиција. Стефанија Пироци, Киара Мазели Лукери, Аличе Мицу и Федерика Пелегрини се новите европски првенки. Сребрена е Шведска, додека пак бронзата за Унгарија токму благодарение на Хосу кој што на крајот пливаше како и Пелегрини. Младиот русин Морозов е нов европски првак на 50 метри грбно, откако делницата е мина за 24:64, а во машките финални дисциплини уште и за златото на данецот Виктор Бромер на 200 метри делфин со резултат 1:55:29 и на Марко Кох кој што на Германија му го понуди првото злато на шампионатот, откако беше најбрз на 200 метри градно со резултат 2:10:00. Попладне во 5 финални дисциплини на 5-тиот пливачки ден на 32-то европско првенство. Во машка конкуренција на 800 метри слободно, 100 метри слободно и 100 метри делфин, а кај девојките на 200 метри градно и во штафетата 4 пати по 100 метри мешано. Од Берлин Зоран Мишевски. Американскиот секретар за одбрана Чак Хајгли оцени дека Исламската држава представува непоследна закана за интересите на Соединетите држави и таа мора да биде поразена. Според него Исламската држава е повеќе од традиционална терористичка група, односно дека е подобро опремена, обучена и финансирана од другите. На пресконференција во Вашингтон, одржана пред 2 дена, откако Исламската држава објави видеоснимка со обезглавување на американскиот новинар Джеймс Фоли, секретарот за одбрана Чак Хейгл изјави дека Исламската држава, која контролира делови на Сирија и Ирак, се разликува од другите терористички организации и е многу поопасна од нив. Рускиот хуманитарен конвој влезе во Украина помош или инвазија. Неколку десетици камиони од конвојот за кој Москва вели дека е наменет за помош на источна Украина изутрината влегоа на украинска територија. Тие биле без придружба на Црвениот крст. Официјална Москва соопшти дека била уморна од чекање и ги обвини властите во Киев за изнаоѓање разни начини и изговори за да го одложи влегувањето на камионите во Украина. Портпаролот на украинската армија Андрей Лисенко изјави дека конвојот влегол на украинска територија без согласност или учество на представниците на Црвениот крст. Овде, почитувани гледачи, крајот на денешниот Актуел. Ви благодариме за вниманието. Пријатно.